На 20 ученици од средното стручно училиште Наце Буѓони од различна етничка припадност денеска учествуваа на втората активност работилница за запознавање на културата на припадниците од другите етнички заедници, како пат за градење иднина во мир која што ја организираше Сдруженијето Доверба во рамки на проектот Обединети во мирот. Учениците имаа можност да применат различни техники и да се самоизразат преку цртање поединечни идеи, како и заедничка групна слика на тема различности не сближуваат. Целта е да се зајакне довербата и силата на ненасилството, како предуслови за изградба на мирот помеѓу учениците од различните етнички заедници. Преку овој проект, меѓу самите себе што се запознаваме, исто така се запознаваме и самите себе си и си ги прифаќаме нашите добри и лоши страни и разбираме дека секој од нас е различен и на крајот на ден сваѓаме дека сите ние сме различни, дека всушност тие различности помеѓу нас не привлекуваат и не прават тоа што сме ние. Денеска сме тука да се соочиме со тоа дека не треба да ги осудуваме другите и нивното различно размислување, треба да вклучиме нашата емпатија и да се ставиме во туѓо тело и туѓ ум и на крајот од денот да се прифатиме сите затоа што сите сме различни, а таа различност не сближува. Денес сакав да ви кажам дека да мислиме помногу позитивно и да не дозволуваме негативниот да влегува во наш живот и во наша средина. Јас мислам дека преку овој проект, преку цртежите, ние ќе се научиме како да бидеме во мир со себе си и со другите. Активностите е предвидено да траат до 1 август, кога ќе бидат презентирани на изложба. Почнуваме со работилници за опуштање и отварање на сите работи кои што не мачат, а пошто сме заедно во група, доаѓаме до реализација дека слични проблеми имаат и другите етнички заедници кои што се заедно со нас и заедно со нив во тековните месеци кои што следат, по 2 пати месечно ќе произведеме ликовни творби кои што би требало да резултираат со дека различностите се слични или исти и дека со таа уметност ќе допреме до секој гледач на крајната изложба која што ќе се роди после проектот. Председателката на Доверба Дивна Јанкова истакна дека мислењето е составен дел на речиси секоја психичка активност и заради тоа од фундаментално значење е начинот на кој овој процес се одразува врз свесноста на една личност моментално или во текот на целиот живот. Чувствата се едно, а мислите да ги водиме кон конструктивно нешто, свесност, дека ние можеме да располагаме што ни се случува, овде и сега во моментот, и нормално да креираме она што понатаму ќе ни се случува. Не стоиме во минатото, ни беше тешко, ни беше лошо, и да црно-бел да не ни биде светот, туку да ги внесеме она свежина, она шареноликост и што повеќе сигурност, стабилност, сигурни, силни, слободни млади, тоа го велам секогаш, да успееме да го внесеме тој дух кај младите, да може да го пренесат и на својата невербална комуникација. Знаеме дека 93% е невербална комуникација, само 7% е вербална, така да она што го чувствуваат, го пренесат, се растеретат од сите негативни мисли и чувства што ги имале претходната година, а да гледаме во што не сближува сите заедно, мислам за различни култури, а тоа е желбата да бидеме среќни, да бидеме почитувани, да се разбираме и да ја почитуваме разноликоста. Тука дојдовме и до едни заеднички кои ни се поенти, тоа е искреност, тоа е емпатичност, тоа е поддршка, тоа е доверба. Од севкупните активности од проектот ќе излезе и брошура насловена на пат за подобро разбирање. Проектот е поддржан од екуменска иницијатива Жена од Хрватска.